студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Претседателката на државата денеска до собранието треба да достави предлог за нов гувернер на Народна банка, за кој според најавите ќе се одлучува утре на пленарна седница. Петгодишниот мандат на актуелната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска, која стапи на функција на 22 мај 2018 година, истекува на 21 мај. Премиерот Христијан Мицковски претходно изјави дека за гувернерската позиција во игра се вонсерийски искусни кандидати, за кои е убеден дека ќе одржат макроекономската стабилност. Еден од условите за поддршка на кандидатот од ВМРО-ДПМН и владата според Мицковски е стриктно бранење на фиксниот курс на денарот. Овластувањата и задачите на гувернерот на Народна банка се уредени во член 48 од Законот за Народна банка. Пропишано е дека гувернерот ја представува Народната банка, одговорен е за извршувањето на одлуките на Советот на Народната банка и за контрола на управувањето и работењето на Народната банка. При вршење други работи кои се во овој закон не се утврдени во надлежностите на Советот на банката и извршниот одбор. Претседателот на владата Христијан Мицковски ќе присуствува на промоција на нови пристапи во третман на лицата прекршители на законите во тренинг центарот во Идризо. По овој настан тој ќе има и свое обраќање. Подпредседателот на собранието Салим Сулејмани си поднесе оставка од оваа функција, како и од функцијата пратеник. Сулејмани во исто време ја напушти Алијанса за албанците на Арбен Тарафари. Со овој чин, следниот што ќе дојде на местото на Сулејмани е пратеничка од Беса, со што крилото на Таравари ќе остане со 4 пратеници во собранието. Пратеникот на Алијанса на албанците од крилото на Таравари, Салим Сулејмани, од струга си поднесе оставка од пратеничкото место, но го напушта и Таравари. Ова е прв пратеник од крилото на поранешниот министер за здравство кој отворено не се согласува со својот лидер. Оставката на Сулејмани носи пак плюс пратеничко место за владеачката вреди. Според листата на коалицијата од парламентарните избори, следена листата е докторката Валбона Адили Емини, кадар на движењето Беса. Со ова вреди, наместо досегашните 9 пратеника, ќе брои 10 пратеници во новото парламентарно мнозинство по заменувањето на Таравари. Алијанса пак засега е на 4 народни избраника. Во објавата на својата оставка, Сулејмани вели дека Алијанса на албанците и тој влегле во коалицијата вреди поради промени и да ја врати правдата кај албанците како антипод на, како што пишува, трулата структура на ДУИ. За жал, она што го видовме во последно време е целосно отстапување на Алијанса за албанците од овој политички дух. Оваа акција за мене е неприфатлива, бидејќи не можам да бидам дел од сојуз кој не е формиран поради најдобри политички интереси и со луѓе споменати во меѓународната црна листа за вмешаност во корупција, напиша Сулејмани на Фејсбук. Сулејмани беше еден од пратениците што не беа присутни на минато неделниот состанок во Тетово, каде Алијанса одлучи да замине во опозиција. Таравари тогаш тврдеше дека тој сепак е во неговото крило и бил на ручек со него непосредно пред претседателството, но не дошел поради лични обврски. Пред Сулејмани отворено против Таравари застана и поранешниот министер од неговите редови Азер Алију, а чекорот за оставката на министерот не ја следеше и вториот министер од Алијанса на албанците, Арбен Фетај. Тој засега останува во кабинетот на Мицковски. Против Таравари се изјаснија и неколку членови од раководството на ова крило на Алијанса. Премиерот Мицковски пак денеска му испрати порака на Таравари дека набрзо и ДУИ ќе му се заблагодарат кога ќе видат дека е политичар кој менува страни поради подобра понуда или пак уцена. Му порача на Таравари дека и покрај тоа што ќе бара да се врати во владата, нема да има место за него. Тоа што ДУИ го бара од него е да објави дека на листи на советници ќе оди сам, за да можело Демократската унија за интеграција да брои советници повеќе во однос на влен, доколку тоа се случи, иако убеден сум дека и тоа нема да се случи. Замислете каква стратегија. Како бројот на советници да треба да ме убеди мене, дека треба да ги земамо Демократската унија за интеграција во владата, а не принципи, програма и заеднички цели. Зарем тие мислат дека јас ќе заборавам како Бујар Османи го продаваше мојот македонски идентитет. Но тоа е што е. Владата продолжува уште појака и уште пообединета во оваа следна фаза на наше организирање.
Од вреди пак велат дека јасно е дека структурата на таравари се распаѓа. Обидите на ДУИ преку таравари да предизвикаат земјотрес во нашата коалиција завршија како политички бумеранг. Не само што не поколебаа, туку не направија уште посилни. Вреди е новото лице на политиката, ние не се плашиме од старите шеми, напротив, токму вреде и земјотресот што ќе го сруши трулиот систем на ДУИ. Велат од вреди. Според најавите во наредните денови се очекуваат нови политички потези и кадровски решенија. Имеджите и Касами тврдят дека засега албанскиот партнер во владата ги задржува своите позиции. И од ВМРО ДПМН неофицијално велат дека новиот министер за здравство ќе биде од редовите на вреди. ДУИ пак се уште обвинува дека владата била моноетничка и дека вреди не ги заштитувала албанците. Што се однесува до така наречените остатоци од влен во владата, јасно е дека никој не ги прашува, ниту пак им бара мислење за каква била институционална одлука. Тие немаат ниту влијание, ниту авторитет. Единственото што го прават е со срамна тишина и покорност да ја легитимираат оваа дискриминаторска влада, реагираат интегративците. Вчера и нивниот лидер Ахмети го обвини премиерот Мицкоски дека ја дестабилизирал државата со антиалбански политики. Тој пак денеска Ахмети по локалните избори го испрати во политичка пензија. Со своја реакција на случувањата се јави и вице-премиерот Арвен Фетај од крилото на таравари кој не си даде оставка. Фетај вели дека нема да дозволи ДУИ да се врати како ништо да не се случило. Дашил Мич, симпатизант за Ју Антон. Денес, речиси една година подесна, имаме иста храброст, иста визија. Но денес не можеме да живееме во минатото. Мора да ја изградиме и нината со истрајност, со достоинство. Членството зборува, гласачите зборуваат, гласно, јасно, со барање за правда и за чист пат. И денес ви велам, со цела увереност. Јас сум тука, покрај секој од вас, што не го прифаќа понижувањето на нашата надеж. Нема да дозволиме ДУИ да се врати, како ништо да не се случило. Тие морат да се соочат со вистините, што ги избегнуваа 2 децении поред. Премиерот Мицковски при обраќањето на Унијата на жени на ВМРО ДПМН најави дека секој што нема да си исполни обврската или ќе застрани од програмата ќе биде сменет. Тој најави промени кон крајот на годинава или почетокот на следната. Мицковски е убеден дека на локалните избори ВМРО ДПМН ќе биде апсолутен победник. Веднаш после редовниот конгрес кој што ќе се одржи на крајот од оваа година, најдоцна почетокот на следната година, ќе има големи промени во партијата и во владата. Кој ќе се покаже со својата работа ќе остане. Но тие што нема да ги исполнат очекувањата на граѓаните, ќе ги поздравам и ќе им се заблагодарам. Ќе ја санкционирам како претседател на владата секоја забеганост. Ќе ги разрешам сите оние кои ќе не посрамотат како структура и како луѓе. Примерот за промени мора да го дадеме ние. Во продолжение вести од светот. Проевропскиот градоначалник на Букурешт Нику Шордан победи во